Добро вечер, почитувани гледачи Центарлен дневник во 20 часот на К1 телевизија. Останете со нас по настаните на денот, започнуваме веднаш. Уште една лидерска средба без договор. Следната е закажана за 29 месецов. Посебниот додаток за деца со пречки во развојот од денеска е зголемен за 25%. Ракометарите на ГРК борец на прием кај градоначалникот. Обстанокот во Суперлигата прва цел за наредната сезона. Заврши лидерската средба која се одржа денес во клубот на пратеници за надминување на политичката криза. Лидерите на 4 најголеми политички партии во Република Македонија се согласиле уште еднаш да ја потврдат нивната целосна посветеност на договорот што беше постигнат на 2 јуни по средбата со еврокомесарот Јоханес Хан во Скопје. Следна средба е закажана за 29 овој месец. Во клубот на претениците во Скопје се одржа петата поред средба на лидерите на 4 најголеми партии во Македонија. Никола Груевски од ВМРО ДПМНЕ, Зоран Заев од СДСМ, Али Ахмети од ДУИ и Мендух Тачи од ДПА. Целта на средбата, на која присуствува и евроамбасадорот Аиво Орав и амбасадорот на САД Джес Бейли, е изнаоѓање на решение за излез од политичката криза. По завршување на средбата изјава за медиумите немаше. Испратено е заедничко соопштение во кое стои: ние, лидерите на главните политички партии, денеска се согласивме уште еднаш да ја потврдиме нашата целосна посветеност на договорот од 2 јуни и да продолжиме со разговорите за негово целосно спроведување на лидерско ниво на 29 јуни. Ние исто така го поддржуваме транспарентното менаџирање од страна на Европската Унија со текстот на овој договор, како и со сите специфични препораки поврзани со системските реформи во областа на владењето на правото, кои ќе бидат спроведени во интерес на сите граѓани, се вели во заедничкото соопштение. Посебниот додаток за деца со пречки во развојот од денеска е зголемен за 25%. Околу 1030 родители денес на своите сметки добија зголемен посебен додаток. За зголемувањето се обезбедени 18,5 милиони денари за период од една година. Исполнето е уште едно ветување на владата на Република Македонија. Реализирано е уште едно ветување на владата на Република Македонија. Износот на посебниот додаток за деца со пречки во развојот од материјално необезбедени семејства од денеска е зголемен за 25%. Ова го изјави министерот за труд и социјална политика на Република Македонија Диме Спасов на средбата со претседателите на националните сојузи на лицата со инвалидност, на која разговараа за неколку проекти кои се нивни предлози и се во фаза на реализација. Денес околу 1030 родители на своите сметки добија зголемен посебен додаток за цели 25%. Како влада овој проект го ветивме и веќе го реализираме. Средствата кои што се обезбедени се во износ од 18,5 милиони денари за реализација нова зголемување за период од една година. Претседателите на националните сојузи на лица со инвалидност се задоволни од поддршката што ја добиваат од Министерството за труд и социјална политика. Васко Марков од Националниот сојуз на глуви и наглуви се заблагодари за проектите кои ги користат нивните членови. Сите глуви ми кажуваат и ми се многу задоволни од нивното вработување и упатуваат благодарност до министерот и министерството. Исто така голема благодарност до министерот за обуките што се држани за знаковен јазик. Да, голема благодарност и се надевам дека ќе продолжиме со овој проект. Бранимир Јовановски, председател на Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет, Мобилност Македонија, изјави дека имаат постојана комуникација и многу добра соработка со Министерството за труд и социјална политика во остварување на правата и подобрување на состојбата на лицата со телесна инвалидност.
Ја се надам дека овие проекти ќе вродат со плод и дека ние ќе можеме да се пофалиме за кратко време дека положбата на листа со телесимилитет и на останатите видови на лица со инвалидност во Република Македонија е уште подобно него што е денеска. Председателот на Националниот сојуз на слепите Жарко Селковски исто така во име на нивното членство се заблагодари за проектите што ги реализираат Министерството за труд и социјална политика и владата на Република Македонија. Овој проект кој што на вистина е од огромно значење за покачувањето на 25% од детскиот додаток и верувам дека и понатака ќе има уште проекти кои што ќе бидат у корист на сите инвалидни лица у Македонија и верувам дека соработката и понатака ќе продолжи. Целта на средбата беше министерот да ги слушне нивните мислења за проектите за тие што подобро да се имплементираат. Сите оние кои не патуваат често ќе можат да извадат едномесечен зелен картон со новите измени на владата во постоичката законска регулатива. Поречи си 50% поевтина цена, од денеска граѓаните можат да извадат зелен картон со важност од 1 месец. Граѓаните кои не патуваат често во странство, од сега ќе можат да извадат едномесечен зелен картон. Денеска стапува на сила одлуката на владата за воведување зелен картон со важност од 1 месец. Цената на едномесечниот зелен картон изнесува 30 евра за возила до 66 киловати, односно 50 евра за возила со поснажен мотор. Граѓаните покажуваат интерес, а осигурителните компании веќе почнаа да ги издаваат новите едномесечни зелени картони. Според првичните анкети, новите измени во законската регулатива во однос на зелените картони се добредојдени за време на туристичката сезона. Во секој случај е доста поевтино за луѓе што мислат само еднаш да отидат евентуално на одмор надвор од државата и мислам дека вреди кој идеја. Луѓе ќе имат сметка и ќе имат нека подобра математика и така да ќе бидат позадоволни. Супер, супер. Знам беше 2400 пред тоа, сега е одлично. Видите, најчеста варијанта за излез е одморот, така. Со овие измени се воведува можност за избор помеѓу годишен или едномесечен зелен картон, со речиси 50% поевтина цена. Едномесечниот зелен картон ќе им биде во полза на лицата кои еднаш годишно патуваат во странство, само за време на годишните одмори. Од осигурителните компании позитивно ја оценуваат можноста, како за граѓаните, така и за раст на бизнисот. Светскиот ден на бегалците 20 јуни се одбележа пред театарската зграда во организација на УНХЦР и Црвен крст. Бројката на раселени лица и бегалци поради војните и конфликтите во светот ја зголемија на 60 милиони во 2014 година. Во организација на УНХЦР и Црвен крст се одбележа Светскиот ден на бегалците 20 јуни пред театарската зграда. Војните и конфликтите низ светот го зголемија бројот на бегалци на рекордно ниво. Бројката на внатрешно раселени лица и бегалци во 2014 изнесува 60 милиони, што е за 8,3 милиони повеќе од 2013 година. Најголем број бегалци според извештајот на УНХЦР се од Сирија, Авганистан и Сомалија. Тоа што се случи со промените на законот и можноста да им се помогне на овие луѓе, се луѓе кои што имаат меѓународна заштита и токму заради тоа на овој начин многу полесно ќе можеме да им излеземе во пресрет. Со самото имплементирање на новиот закон за азил на некој начин, комплетно ќе се примени заштитата на овие луѓе, што значи дека повеќе нема да бидат жртви на трговија за луѓе. Пораката која ја испраќаме денес е дека и имигрантите се луѓе, вели Луиза Витон, постојан представник на UNDP и координатор на Обединетите нации. Финансиската поддршка секако ќе дојде од страна на Европа. Меѓутоа се она што ние треба да го направиме од процедури и стандарди, од сите можности за правилно аплицирање на се она што значи почитување на човековите права на овие луѓе, треба да го направиме тука, ние сите заедно. Општина Велес има таква местоположба каде што транзитираат голем број мигранти. Општината се вклучи во одбележувањето на Светскиот ден на бегалците. Тоа се човечки судбини, трагедии од невидени размери и Македонија некогаш во минатото била дел од тоа. Пред 15 на години имавме исто така наплив на бегалци од Косово. Меѓутоа ова изгледа е уште поголема катастрофа од таа што беше претходно. Манифестацијата беше збогатена со културно-уметничка програма,
која ја подготви подмладокот на Општинската организација на Црвен крст Велес. Наградата за современа сценска драматизација на фестивалот Војдан Чернодрински му припадна на режисерот Дејан Дамјановски за представата Приказни од честиот кат. Наградата за современа сценска драматизација во рамки на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински одиде во рацете на режисерот Дејан Дамјановски за драматизација на расказите на Драги Михајловски во представата Приказни од честиот кат на Велешкиот народен театар Јордан Хаџи Константинов Џинот. Одлуката ја донесе тричленото жири во состав председателот Ѓорги Јолевски и членовите Илбер Муртези и Тони Михајловски. За нив оваа задача не беше едноставна. Може би најнеблагодарната работа е да ги оценуваш своите колеги и да донесеш суд за тоа кој е најдобар, бидејќи јас идеално знам што значи да се искреира еден лик, да се изработи една представа, колку треба човек да се внесе себе си, да даде од себе во тоа и одлучуваат нијансите. За најдобра представа е прогласена представата Електра во режија на Андри Жолдак, а во изведба на Македонскиот народен театар од Скопје. Представата Електра според жири комисијата заслужи уште 4 награди. Театарскиот фестивал кој што туку заврши, оваа година одбележа 2 значајни јубилеа. 50 години од постоењето на фестивалот и 140 години од раѓањето на својот патрон Војдан Чернодрински. Наградата за животно дело годинава ја добија актерите Мето Јовановски и Благоја Чоревски и театрологот Јелена Лужина. Конференција под мотото Рака за рака за одржлив свет беше организирана вчера во лекувниот салон. Професорот Орхан Курал предаваше на конференцијата со цел да придонесе за унапредување на животната средина и светскиот мир. Конференција насловена Рака за одржлив свет беше организирана во ликовниот салон во Велес. На истата предаваше професор доктор Орхан Курал од Турција, кој беше со цел преку конференцијата да придонесе за унапредување на животната средина и светскиот мир и да влијае на свеста барем кај еден од присутната публика. Целна група на конференцијата беше македонската и турската заедница од Велес. Главна целта ми е да ги пренесам моите мисли кон присутните кои ќе бидат денес овде. Ќе ми биде драго доколку успеам да направам, да допринесам за промена на мислење дури на еден поединец кој е денес меѓу нас. Особено ќе разговараме за екосистемот, за чувување на екосистемот, борба со зависности и слични теми. Конференцијата беше во организација на Турскиот културен центар Юнус Емре од Скопје, а со поддршка од авиокомпанијата Turkish Airlines. Подготовките за годинишната вардарска регата се во завршна фаза. Од Велес преку Криволак, Демир Капија, Мрзенци па до Гевгелија, учесниците ќе го чествуваат стариот начин на трговска размена. Ова е 6-та поред регата од незиното повторно оживување. Во завршна фаза се подготовките за овогодинешната вардарска регата. Се прават последните проверки на гемијата, чија конструкција отсликува историската гемија само во намалена верзија. Околу 100 учесници на 25 јуни ќе запловат во водите на Вардар и 4 дена ќе го чествуваат стариот начин на трговска размена од Велес до Гевгелија. Како град го поврзуваме минатото со иднината, односно го славиме делото на оние храбри гемиџи кои што пред 112 години успеале да го алармираат европското прашање за Република Македонија. Вардарската регата гемиџи како идеја е да го промовира Вардарскиот регион, односно ги промовира сите, да го промовира целокупното повардарие, да ја промовира екологијата, спловарењето, кајакарството како спорт, понатаму да го промовира логурувањето, животот во природа. Регатата ќе плови по Вардар по традиционалната маршрута во 4 етапи. На 25 тргаме од Велес, се движиме до Криволак. Вечерта ја поминуваме во Криволак, спиеме во војниот камп Стрела 1, каде учесниците имаат потполни комодитет во тој дел, имаат вечера, имаат тушеви вода и сите тие работи, спиеме на покриено, на кревети. Во Демир Капија сме сместени во средношколскиот во школа, да, во училиште, каде и таму ќе бидеме
престојот ќе не биде таму, ќе имаме некоја активност исто во Демир Капија, каде што исто нашите учесници ќе се дружат со мештаните на Демир Капија, ќе покажеме, ќе носиме некои наши флаери, некоја наша активност да ќе се познаеме мештаните што значи регатата, иако они тоа го знаат, меѓутоа ние во третата ден поаѓаме од Демир Капија и се движиме до Маравинци. Четвртата ден поаѓаме од Маравинци и се движиме до Гевгелија, градоначалникот на Гевгелија господинот Франков, каде имаме ручек свечен по повод доаѓањето наше. Медицински екипи заедно со Црвениот крст и армијата ќе се грижат за безбедноста на учесниците. Постарите искусни учесници и оваа година ќе и се приклучат на регатата. Голема благодарност на постарите членови на оваа регата кои ја почнале ова онака ентузијастички, меѓутоа дојде до еден бренд каде што формираме здружение, каде и они учествуваат и каде на еден начин не сме ги заборавиле, учествуваат со нас, тука е Владимир Стојанов, тука е Пачуков, тука се постарите генерации, така да секогаш добро дојдени. Нивното знаење нема никогаш да прекине. Со гости од Бугарија и Србија регатата ќе го врати и нејзиниот меѓународен карактер. Меѓународниот предзнак на регатата дава поголема величина и големина на како бренд кој што треба општината Велес да биде горда со тоа што ние како ентузијасти волонтерски го работиме, сакајќи да го популаризираме гимиџиството, делото на гимиџите и општината Велес како главен фактор кој што дава поддршка на сето ова што се случува. Ден пред почетокот на Вардарската регата, учесниците ќе продефилираат низ градот, пошто ќе следи и целовечерен концерт на керамичар во Младинскиот парк. Денес е последниот испитен ден за полагање на државна матура. Вчера започнаа испитите за училишна матура, а од понеделник до петок ќе следат и интерните предмети по матура. Денес е последниот испитен ден за полагање државна матура. Во гимназијата Кочорацин полагањето се одвивало во најдобар ред. Сите ученици полагале, освен оние кои оправдано биле отсутни, а таа бројка е минимална. До сега се завршени сите задолжителни предмети. Денес се полагаат изборни предмети по матура. Ние се надеваме дека учениците се мощно добро подготвени. Сепак треба да имаме на ум дека ова е државна матура и дека тестовите се и посериозни. Меѓутоа, знаејќи како се подготвува, сметам дека да, треба сите да положат и тоа треба да положат и да поминат со одличен успех. Андреевски вели дека матурата била одлично организирана и без никакви проблеми во сите училишта. За учениците кои нема да успеат да ја положат матурата, втората испитна сесија е во август. Вчера започнаа и испитите за училишна матура, а од понеделник до петок ќе следат и интерните предмети по матура. Ракометарите и раководството на ГРК Борац по прикажаните одлични игри сезонава се пласираа во ракометната Суперлига. По овој повод на денешната пресконференција во просториите на општина Вилес, градоначалникот Славчо Чадиев официјално им упати честитки за прикажаните резултати, ветувајќи им дека поддршката од градот ќе продолжи и понатаму како и во сите спортови. Првата цел на градскиот ракометен клуб Борец во наредната сезона е да обезбедат опстанок во Суперлигата, а во иднина клубот да остане во елитата. Ова беше констатирано на денешната пресконференција во просториите на општина Велес, каде градоначалникот Славчо Чедиев ги прими ракометарите и раководството на клубот, официјално честитајќи им ги успесите, охрабрувајќи ги за понатамошните позитивни резултати и упатувајќи им понатамошна поддршка од општината во надпреварувањето од највисок ранг, кои бараат висока мотивираност и посветеност. Импресиите и предизвиците од влезот во Суперлигата не ги криеше и тренерот на клубот, изразувајќи благодарност до играчите и општината за проектот со кој се вложија сестрано до самиот крај на сезоната, прикажувајќи примерно однесување, истреност, одрекување и пожртвуваност. Ќе ни биде тешко, ќе ни треба трпение. Ќе ни треба истреност, во која што не се сомневам, ќе ни треба среќа спортска за да го пребродиме таа прва година успешно. А за да следната година, здравје Боже, се надам дека ќе се консолидираме во однос на играчите кои што играат по другите клубови во државата и надвор од државата. Направиме голема работа. Се надам дека ќе продолжиме да функционираме и да работиме исправно.
Градоначалникот Чадиев истакна дека општината и советот ќе продолжат да го поддржуваат клубот како и сите останати спортови во градот, па засега основната цел за настап на клубот во Суперлигата е исполнета. Со ова клубот и градот како поранешен синоним на ракометот се враќа на спортската мапа во Македонија. Спортот постои на долги стази, не постои на кратки стази. И наша основна цел е да видат сите играчи да потекнуваат од нашиот град. Тоа ни е основна замисла. Ќе имате поддршка и понатаму од страна на Советот, на општината, со тоа и на граѓаните на Велес. Продолжите на овој начин да работите како и досега. Успехот преку ноги знаете дека не доаѓа. Иако имаше многу скептици дека нешто ќе се успее да се направи со ГРК Борец, морам да кажам, некои дури беа и против формирање на ГРК Борец. Ние со овој начин на организација и со ваше залагање успеавме да докажеме дека сме имале визионерство. Општината и понатаму ќе има учество во структурната и управната организација на клубот, обидувајќи се во претстојниот период да формира пионерски, младински и сениорски екипи, со што ГРК Борец би бил представен како еден поголем спортски проект кој ќе го врати брендот Борец на старите патеки. Спортот е еден од најправилните и најточните одговори на сите тие предизвици. Затоа, уште еднаш повторувам, ќе имате целокупната поддршка од наша страна, за да бидете пример и за младите генерации, за да бидете пример и за другите спортски клубови, во другите надпреварувања, во другите спортови и конечно се повеќе и повеќе да се радуваме на вашите резултати. ГРК Борец оваа година постигна одлични резултати, завршувајќи како втор во првата машка ракометна лига, а со последната фантастична победа во понеделникот на бараш надпреварот против екипата на прволигашот Текстилец се пласираа во долго посакуваната и очекувана ракометна Суперлига. Со ова Велес се врати на традицијата кога градот важеше за ракометна средина, во која клубот постигнуваше високи спортски резултати од кои произлегува многубројни играчи кои настапуваа во репрезентацијата и меѓународни рамки. Особена благодарност од играчите беше упатена до навивачката група Гемиџи и сите граѓани кои жестоко го бодреа клубот во текот на целата сезона. Локални избори во Албанија. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов на форум за безбедност во Братислава. Следуваат вестите од Македонија. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, кој учествува на глобалниот форум за безбедност Глобсек 2015 во Братислава, денеска на средба со генералот Џон Ален, специјален представник на американскиот претседател Барак Обама во коалицијата за борба против ИСИС, побара засилен ангажман од САД во насока на зголемување на безбедноста и соработката во нашиот регион. На средбата, на која се разменети мислење и информации за актуелните безбедносно-политички состојби во Република Македонија и регионот, председателот Иванов истакнал дека на неинтегрираниот Западен Балкан му е потребен безбедносен чекор и посочил дека Република Македонија се надева на засилена поддршка од САД за полноправно членство во НАТО. Членството на Македонија во НАТО, според Иванов, позитивно ќе влијае на безбедноста и стабилноста во регионот. Председателот на Македонската алијанса во Албанија, Ѓорѓе Атанасовски, ги повика сите македонци кои живеат таму на масовна излезност на неделните локални избори. Алијансата како единствена македонска партија во Албанија очекува максимална поддршка од македонците за да се нагласи сериозноста на партијата која се бори за своите демократски права. Градоначалникот на Пустец Едмунд Темелко повторно е во трка за да ги води македонците и да се бори за унапредување на нивните права во Албанија. Во изборната трка влегуваат 200 кандидати на алијансата на листи во 16 албански општини, вклучувајќи ја и Тирана. Македонската алијанса не отстапува од своите барања за основање на македонски културни центри, програма на македонски јазик на албанската национална телевизија, како и правична застапеност на македонците во сите општествени сфери. А од вестите од светот, вирусот МЕРС се појави во Тајланд. Кризата во Грција продолжува, приведен убиецот од Чарлстон. 75-годишен државјанин на Оман бил хоспитализиран во Банкок за да се лечи од срце, а лекарите утврдиле дека е инфициран од вирусот МЕРС.
Веднаш по утврдувањето на диагнозата изолирани се 59 лица од аеродромот и хотелот во Банкок кои имале контакт со заболениот. Оваа вест за прв заболен со вирусот вон Јужна Кореја го зголеми стравот на населението. Се уште нема лек за инфицираните од мерс. Болеста е опасна и за здравите луѓе. Од Саудиска Арабија овој вирус е пренесен минатиот месец, а од истиот во оваа земја починаа 24 лица. Инфицирани се вкупно 166, а во карантин се над 5500 жители на Сеул, како и поблиските градови. Осомничениот за убиството на 9 лица кое доцна во средата се случи во Афроамериканска црква во југоисточниот американски град Чарлстон во Јужна Каролина е приведен од страна на полицијата. Тој бил уапсен при патна инспекција во Северна Каролина, на околу 400 километри од местото на настанот и не пружал отпор на полициските служби. Дилан Руф уби 9 лица кои биле во методистичката епископска црква Еманјул, една од најголемите и стари верски заедници на црнците во областа. Оружјето го добил како подарок за неговиот 21 роден ден. Тој во неколку наврати го нагласил неговото размислување за сегрегација на белиот и црниот свет, но не бил сериозно сватен од своите најблиски. Американскиот оддел за правда по масовното убиство отворил истрага за криминалот одмазда. Лидерите на земјите членки во понеделник во Брисел ќе одржат вонреден самит на кој ќе се разговара за долговите на Грција. Европската централна банка не ја исклучува можноста грчките банки да останат затворени во понеделник, откако вчерашната средба на Еврогрупата заврши неуспешно, а грчките инвеститори се повлекуваат со големи суми во готовина. Туристите кои патуваат во земјата се предупредени за потребата да имаат пари за итни случаи, во случај на вонредна ситуација во врска со банките во таа држава. Неколку илјади лица се собраа синоќа на митинг во центарот на Атина организиран под мотото "Сакаме да останеме во Европа". Учесниците на митингот, меѓу кои претеници на повеќе партии од десниот и левиот центар, побараа од грчката влада да постигне договор со меѓународните кредитори, се со цел Грција да остане во еврозоната. Стефановски викендов во Полска, поширок список на кошаркари за Европското првенство, ждрепка за Европско првенство 2016 во Полска. Ангел Самараков ги има деталите за домашниот спорт. На денешната ждрепка за Европското ракометно првенство кое ќе се одржи во јануари во Полска 2016 година, нашата репрезентација се најде во најтешката група. Покрај домаќинот Полска во групата А, заедно со Македонија и актуелниот првак Франција, која е светски, европски и олимписки шампион. Во оваа група и репрезентацијата на Србија, па победа против оваа селекција ќе биде приоритет за нашата репрезентација, предводена од селекторот Ивица Обрван, кој пред 2 дена го продолжи договорот со Ракометната федерација. Пласман во следната фаза според пропозициите обезбедуваат првите 3 екипи во групите. Со евентуален прод на нашите ракометари во следната надпреварувачка фаза, Македонија ќе игра со најдобрите 3 репрезентации од групата Б, каде се наоѓаат селекциите на Хрватска, Исланд, Белорусија и Норвешка. За предстојното европско првенство кој ќе се одигра во септември, селекторот на кошаркарската репрезентација Александар Джикиќ ја објави пошироката листа на играчи на кои ќе смета за шампионатот кој ќе се одржи во Хрватска. На списокот од 24 играчи нема некои поголеми изненадувања, со оглед на некои имиња кои последните години се сметаат за надежни кошаркари. Владо Илиевски неодамна, а Предраг Самарџиски вчера го потврдија настапот, иако ги пропуштија квалификацијските надпревари. Настапот на Перо Антич, Ѓорѓи Чековски и Лестер Боме-Келеп останува се уште неизвесен. На 25 јули ќе започнат подготовките на селекцијата за Евробаскетот, а во подготвителниот период репрезентацијата ќе одигра контролни надпревари во Охрид и Кивгелија,
како и на пријателските турнири во Литванија и Шпанија. Европското почнува на 5 септември, а во групата со Македонија се селекциите на Холандија, Грција, Хрватска, Словенија и Грузија. Европскиот шампион на ридски патеки Игор Стефановски продолжува со своите настапи на Европското првенство кое викендов ќе се одржи на патеката Лиманово во Полска. На првите 4 трки триумфираше во Франција, Австрија, Шпанија и Португалија, а на последната стаза во Чешка заврши како второпласиран. Лизгавата патека во Полска долга повеќе од 6 километри за Иџи има големо значење, особено ако се земе важноста дека ќе биде принуден да го анулира второто место од патеката Штернберг. Ова се должи поради правилата со кои во првиот дел од сезоната се земаат во предвид најдобрите 5 резултати од 6 извозени трки. Во генералниот пласман Стефановски е прв со 118 поени, а втор е чехот Јаромил Мали со 86, кој представува најголема закана за македонецот во групата А, додека во групата на најсилната категорија најголем конкурент ќе му биде чехот Јири Лос. Од меѓународниот спорт, Перу ја совлада Венецуела со 1:0. По 17 години екипата на Црвена ѕвезда дојде до кошаркарската титула, победувајќи го во финалната серија вечниот ривал Партизан. Дармштадт со интерес за новески. Репрезентацијата на Перу во последниот дуел од второто коло на Копа Америка ја победи Венецуела со 1:0, а стрелец на голот беше Клаудио Пизаро во 72-та минута од мечот. Перу имаше предност од играч повеќе од 29-та минута, кога беше исклучен Аморе Биета. Со овој триумф во С групата сите 4 селекции имаат по 3 бода. Вечерва се играат првите дуели од третото коло во групата А помеѓу селекциите на Мексико, Еквадор и Чиле, Боливија. Кошаркарите на Црвена ѕвезда на домашен терен во преполната сала Пионир од финалната серија плейоф мечеви со убедливи 3:0 славеа над екипата на својот најголем ривал Партизан и дојдоа до трофеот по пауза од 17 години. Во драматичниот натпревар Црвена ѕвезда во финишот одигра поконцентрирано, триумфирајќи со резултат 58:54, откако направи пресврт во последните 20 на минути игра. Во меѓусебните дуели годинава црвено-белите беа подобри од црно-белите со 8-3 во победи. Германските клубови во Бундеслигата не запираат со интересот и понудите за услугите на 36-годишниот одбранбен играч Никол Черновески и покрај разделбата со екипата на Мајнц. Најголем интерес за македонецот пројавува екипата на Дармштадт, која во следната сезона ќе настапува во несилното германско фудбалско првенство и ќе направи сериозни напори во летниот преоден рок да го доведе на мерка арената. Дармштадт и Мајнц меѓусебно имаат долгогодишна соработка и блиски односи во размена и купопродажба на своите играчи. Во анкетата на весникот Allgemeine Zeitung, фановите го избраа Новески за играч на сезоната, искажувајќи му особена благодарност за деценијата настапи за овој клуб. Денеска имавме претежно сончево време со мала до умерена локална облачност. А какво време не очекува во наредните денови да погледнеме во продолжение.
Ова беше последната информација за денес. Јас ви посакувам пријатна вечер.